Добро дојдовте на фреквенцијата на првиот програмски сервис на Македонската телевизија, во уште едно издание од серијалот емисии Медиатека. Живееме во време на нови технологии и информацијска револуција. Со само еден клик се отвара свет на милиони информации. Се поставува прашањето: како да се справиме со глобалната машина која го обликува односот на децата кон стварноста? Одговорот е едноставно и единствено, со медиумско описменување. Секоја емисија од серијалот Медиатека е уште еден аларм за потребата од медиумска писменост, особено кај најранливата категорија, кај децата. Останете со нас и слушнете ги размислувањата на учениците, како и ставовите и сугестиите на експертите за денешната тема. Почнуваме. Ја нарекуваат чудо на 20-тиот век, а се појавува како резултат на големите откритија на физичарите од 19-тиот век. Денес представува символ за комуникација и глобализација во современиот свет. Според истражувањата, преку ТВ приемникот со тон и слика влегува речиси во секој дом и во секое семејство. Во денешнава емисија Медиатека зборуваме за телевизијата како медиум, за влијанието врз младите, за пораките што ги пренесува, за моќта на овој медиум. Ќе разговараме со нашите денешни гости. Ученици од Основното општинско училиште Јоаким Крчовски од Волково, општина Ѓорче Петров, ученици од гимназијата Орце Николов од Скопје и Катерина Синадиновска, председател на управниот одбор на Советот за етика во медиумите во Македонија. Добре ни дојдовте. Добре најдов, Никола. Ќе започнеме со прашање за вас, учениците. Дали гледате телевизија и ако гледате, што гледате? Ајде, повели. Јас гледам телевизија, но многу ретко, бидејќи имам обврски, наутро одам на училиште и потоа сум на некој спорт или така, па сабота и недела гледам најчесто телевизија и што гледам? Гледам научно-популарни емисии и образовни. Јас исто така гледам телевизија многу ретко, особено некогаш кога гледам со моите, информациите ги примам најчесто од интернет, од некои страни, серии гледам исто така на интернет и ретко гледам телевизија. Јас исто така гледам телевизија, ама не толку често во неделата, бидејќи имам обврски од училиште и навистина немам доволно време за телевизија, но сепак некогаш имам време и да погледнам нешто што се случува. Така. Да, некои детски емисии и така. Јас ретко гледам телевизија, но кога гледам телевизија, обично посетувам некои програми кои што се со научна или со образовна содржина. Ретко гледам телевизија бидејќи имам премногу обврски, одам нели на курсеви, спорт и друго. Така. Ајде едно прашање за вас по возрастните. Има ли по телевизиските канали доволно програми за вашата генерација? Ајде, повели. Па, реално, да не се лажеме, нема премногу, бидејќи денес се е насочено многу кон политиката, особено на нашите телевизии, но мислам дека може да се промени тоа и треба да се внесат многу повеќе научни емисии, некои документарни филмови, не мора да се на македонски, може да се земат од други телевизии што се навистина успешни и имаат цел која се остварува. Така. Јас мислам дека може и да се воведат и дебатни емисии на ученици, може и средношколци и основци. Така. А може и уште подобро и студенти од факултети да слушнеме како они размислуваат и ние да почнеме да размислуваме на повисоко ниво. Дали еве за вашата генерација има доволно програми на телевизија кај нас? Ја мислам дека нема доволно програми за нас, има за помлади деца, но Така. за нас нема доволно програми. Токму за вашата генерација? Да, за наша возраст нема. Ако гледаме на некои странски канали, може би ретко да најдеме некои емисии, но сепак ја мислам дека имаме недостаток од тие. Така, одлично размислување. Повели? Ќе го подадеме микрофонот. Сметам дека за нашата генерација нема доволно емисии, бидејќи се што се обрнува внимание се обрнува на најмалата популација и сите сметат дека кога ќе кажеме емисии за деца, дека за нив треба да се дават некои емисии, но ние сме како најзаостанати, најзаборавени. Мислам дека треба да се внесат многу повеќе емисии за нашата возраст. Така.
Добро, интересни размислувања слушнавме. Госпоѓа Синадиновска, дали вие гледате телевизија? Да, јас гледам телевизија. За мојата генерација има доволно медиумски програми кои што се нудат. Дозволете прво да ви честитам за проектот. Мислам дека е исклучително важно младите, најмладите да бидат инволвирани во процесот на медиумска писменост и медиумска култура уште баш од најрана возраст, и мислам дека е многу здраво да има една ваква емисија каде што младите ќе ги вклучиме и ќе разговараме на овие теми. Многу сум пријатно изненадена од познавањето на децата за телевизиските содржини. Практички во овие неколку минути тие направија една фантастична анализа на медиумскиот пазар. Објаснија што недостасува, објаснија од што има суфицит, значи што има премногу на екраните. Токму знаете, медиумите имаат неколку улоги во општеството. Прва е таа информативната и некако загубени во политиката, некоја од децата го спомена тоа како забелешка, ние заборавивме да ги вклучиме и заборавивме да се посветиме на останатите компоненти, кои што се многу важни исто така. Тука е културната компонента, едукативната и така натаму. Освен јавниот сервис, јас навистина не знам која друга приватна телевизија се занимава со едукација и со медиумска писменост воопшто, и со емисии кои што ќе бидат посветени особено на оваа генерација на деца. Да, има тука и таму некои емисии кои што се за помали дечиња, кои што се пред се од забавен карактер, меѓутоа оваа генерација каде што треба да се вклучи медиумот треба да се вклучи во едукација, во описменување, во нудење на содржини од било каква сфера, меѓутоа токму со таа образовна компонента тоа недостасува. И децата се сосем во право кога забележуваат дека тоа е тоа што фали. Сега кога велат дека не гледаат телевизија, од една страна тоа е поради се присутноста на интернетот како медиум и тоа е факт, тоа не е само македонски проблем, туку воопшто и светски. Меѓутоа од друга страна и самата медиумска понуда. Значи вие како медиум имате обврска да креирате публика, да нудите содржина. Значи не да барате само тоа што да очекувате публиката да ви наметне барање, туку вие да презентирате и да понудите пласман на квалитетна содржина за деца. Така, видовме дека нашите млади се особено свесни за актуелната состојба со медиумите кај нас. Еве повторно прашање за вас учениците. Дали некогаш сте посакале да изгледате како некој лик од ТВ серија? И што еве најчесто копирате од јавните личности? Дали можеби начинот на облекување, начинот на говорење? Спомнавме дека ние не гледаме толку многу телевизија, но сепак сме изложени кон надворешноста преку интернетот. И реално јас најмногу ми влијаат мрежите, социјалните мрежи, и има некои, например, некои филмски звезди, некои пејачи, модели што ги следам и тие секогаш се оние кои го создаваат, ја создаваат модата и новото, тие го носат и затоа сите што имаат идоли се трудат да изгледаат слично на тие. Дали може би ви се еден вид на репер во вашиот живот? Па да. Добра. Може да се каже. Така. Уште некој со свој слободно каже? Сега да додам дека тие не влијаат на мојот изглед само, туку и на моето однесување. Многу го променуваат мојот став и мислењата и начинот на размислување. Одлично, ќе слушнеме и другарката до тебе. Јас мислам дека тие не влијаат конкретно, мислам не ги копираме, ама сепак подсвесно некако влијаат, дека често ги следиме и ги гледаме и нормално земаме инспирација од нив. Така, добро. Многу од личностите кои ги гледаме ние на телевизија, мислам дека ни се репер за тоа како ние да се однесуваме и како да говориме. Тоа го кажувам затоа што јас знам како јас се однесувам поради некои такви личности, бидејќи многу пати сум се нашла во некоја ситуација каде што би требало да говорам, но сум имала доволно трема, но кога ќе се сетам на сите тие познати личности, како тие се справуваат со сите тие ситуации, знам дека и јас би можела и мислам дека тие ни се нас репер. Јас како и сите, сигурно сите имаме некои наши идоли на кои како би сакале да изгледаме како нив и да се однесуваме, но тие влијаат на нас, но јас искрено можеби земам инспирација за некои работи, но
кај мене нема толку големо влијание, иако ги следам и сум задоволна од нивното однесување и сето тоа. Кај мене немаат некое премногу големо влијание, имаат, но не е некое големо кое би ми смениле многу нешто. Сепак на крајот на денот сакаш да си останеш своја. Да. Токму така, добро. Повели еве со твоето размислување. Меѓу личностите кои влијаат врз моето однесување и начин на размислување Така? е и Елон Маск, еден од најпознатите бизнисмени или предприемачи, кој има повеќе фирми, Tesla и SpaceX. И мислам дека тој е многу како успешен, бидејќи основал неколку компании. Првата што е основал сите пари што ги добил или профитот што го добил од компанијата го реинвестирал во други компании. И мислам дека може да се земе тој како пример за проблеми кои може да се надминат и дека треба само исцелност и напорна работа. Добро, уште некој со своето мислење повели? Моje мислење е дека иако ни влијаат многу личностите, но често и подсвесно, и иако сите ги следиме, ама не знам како да ви кажам, ни влијаат тие многу често и многу ни инспирираат и го следиме и сакаме да изгледаме уникатни, но сепак не можеме да дојдеме зашто многу често идејата директно ја копираме од некој или некој ја има остварено пред нас. И тоа мислам доста не демотивира. Така, добро. Слушнавме навистина интересни размислувања. Госпоѓа Синадиновска, кој е вашиот коментар на овие размислувања? Супер е да се слушне како во кои се сфери децата гледаат своји идоли и примери како да се однесуваат. Интересно е тоа што велат дека не се работи само за надворешниот изглед, туку тие модели на личности кои што се презентираат по медиумите влијаат и врз нивните амбиции. Еве, например, Елон Маск е прилично амбициозна. Амбициозна личност, која што може да влијае. Сега тука се наметнува прашањето или се наметнува темата за тоа колку медиумите имаат одговорност и во селекцијата на луѓето кои што ги промовираат и во селекцијата на темите. Значи, кога знаете дека вие поседувате моќта да влијаете, особено врз младите, врз нивното формирање на воопшто на принципите во животот, формирање на вредностите, вредносниот систем по кој што тие ќе растат, ќе се развиваат, тогаш треба да се биде одговорен во начинот на кој што се обработуваат темите, начинот на кој што тие ликови се презентираат и вниманието со кое што се обработуваат. А новинарите во македонската телевизија се свесни за одговорноста што ја имаат за секој кажан збор и за начинот на кој што ги презентираат содржините, особено ако се дел од тимот на редакцијата за програма за деца и млади. Кај децата е изразена љубопитноста која што се разликува од онаа љубопитност на возрастните. Затоа треба да бидеме многу внимателни каква информација пренесуваме и кој е начинот на кој што ја пренесуваме истата таа информација. Не треба да го нарушиме нивниот сензибилитет, нивната креативност и искреност која што тие ја носат со себе. Треба да бидеме внимателни затоа што многу лесно можат да влезат во свет на лажни информации. Кога работите со деца, не треба да бидете доминантни. Простор за доминација нема. Заедно ја играте. Играта и внимавате пораката која пренесувате да не биде агресивна и начинот на кој што го правите тоа се разбира да не биде агресивен. Сето ова го научив работејќи во образовната програма на Македонската радио телевизија. Во процесот на образование, социализација и воспитување покрај училиштето и семејството, медиумот, телевизијата како најмоќен медиум има огромна улога. Токму затоа ние како телевизиски новинари треба многу внимателно да ги слушаме прашањата на децата кои што можеби навидум се кратки, меѓутоа се неверојатно богати. Одговорите кои ги даваме треба да бидат внимателно одбрани за да не го нарушат сензибилитетот на детскиот свет. Моите новинарски почетоци се пред околу 18 години и тоа во образовната редакција на Македонската телевизија. Првото скалило кое што требаше да се помине учејќи го овој занет. Местото каде што го научив од основното, говор, дикција, однос пред камера, па се чини се до суштинското за гледачот, начинот на сознавање и презентација на информациите. Се чини дека вистинскиот и правилен начин на презентација на информациите најмногу недостига во нашиот медиумски простор. Се што ние кажуваме допира како порака
до некој и секој секако различно ја толкува. Туку акцентот би го ставила на децата, оние од предучилишна и училишна возраст, кои што, за жал, за разлика од нас возрастните, го немаат оној филтер на препроверување на информацијата или истата да не ја земат здраво за готово. Нашата порака, која што ние ја пренесуваме пред камерите, за некого е правилен модел на однесување. Токму затоа треба да бидеме внимателни што зборуваме и каква порака секојдневно пренесуваме. Да, ние новинарите имаме привилегијата секојдневно да се обраќаме на публиката, но не треба да заборавиме дека покрај законска имаме и сериозна морална одговорност за сето она што го зборуваме при јавните настапи. Тоа беа колешките од утринската програма на Македонската телевизија. Се враќаме повторно со прашање за вас, учениците. Што правите кога членови на вашето семејство гледаат вести по дома? Ајде, повели. Па најчесто моите родители гледаат вести, меѓутоа тие они имаат целосен пристап до телевизорот, бидејќи како што одговоривме со претходните прашања, нашите генерации се помалку и помалку гледаат телевизија, поради тоа сметам дека родителите целосно го превземаат тој дел од домот, да речеме. Добра. Уште некој со размислување? Повели? Ајде, повели, можеш. Кај мене дома многу често се гледаат вести. Така. И многу често додека ручаме или додека некој оброк имаме заедно со нашите родители, тоа им е единственото време кога можат да се информираат за случувањето во нашата држава и гледаат вести заедно со нас. И тоа не изложува целосно на целата политичка ситуација и сите проблеми во нашата држава, што во некои случаи е добро и не мотивира да направиме некоја промена идеја, но во некои случаи е лошо зашто дознаваме нешто што и не треба да биде наш проблем. Така. Добро, ќе те слушнеме и тебе со твоето размислување. Па да, јас сакав да кажам дека во секое домаќинство секогаш има родители кои се заинтересирани за случувањата во светот и кај нас дома, кај мене дома поточно, се гледаат вести, особено кога има постар дома, некој, например, баба ми или дедо ми, тие повеќе гледаат вести, бидејќи моите родители се изложени на интернет и преку интернет ги дознаваат вестите. Например, баба ми не може преку интернет толку добро да се снајде и таа гледа на вести. Сега таа за да дознае кое е точното, да се оформи мислење, потребно е да ги види повеќе вести, да види повеќе вести од различни програми, од различни телевизии. И, например, тоа мене некогаш не ми е пријатно цело време да е вклучен телевизорот за вести, но некогаш па и ме инспирира да дебатирам што се случува и што е праведно во државата и надвор. Така, неспорно е дека за повозрастните токму телевизијата, телевизиските вести се единствениот изворот кој што ги добиваат своите информации. Всушност политичките емисии и вестите кои што ги гледаат нашите родители, всушност представуваат една нивна зараза. Тие се навикнати и го чекаат моментот кога ќе почнат вестите како и политичките емисии. Нас, децата, општо не ни интересира тоа, но покрај нив некогаш можеме ќе погледнеме нешто и ќе слушнеме и затоа знаеме што се случува. Така, ми кажа дека ќе погледнете. Дали верувате во она што ќе го слушнете, во тие информации? Па не секогаш, бидејќи на секоја телевизија даваат различни информации. Па сепак оно што е вистина, како што се кажува, излегува на виделина, но не можеме секогаш да веруваме на медиумите. Така, добро. Ќе слушнеме другарката до тебе. Ја истото го мислам за тоа што сме преоптеретени со политиката и понекогаш не интересира воопшто, бидејќи тоа ни прави како стресови за нас, бидејќи не ќеме тоа да го слушаме, али пак е интересно и не е секогаш вистина и не исполнуваат со лаги, имаме лоши мислења за сите, за медиумите, за сето тоа и затоа не гледаме толку често телевизија, тој притисок. Така. Кај мене дома не гледаме многу вести на телевизија, повеќе баба ми и дедо ми гледаат. Моите родители гледаат преку интернет, ги читаат новостите што се случуваат, бидејќи
Јас мислам дека тоа, бидејќи на телевизија се повторуваат цело време истите на сите програми во повеќе пати на денот, и вака е побрзо и само на интернет ќе ги видат вестите еднашка и не мораат да ги слушаат повеќе пати. Но моите баба и дедо, например, тие гледаат почесто вести, скоро секој ден и повеќе пати во денот, не само еднашка. И јас мислам дека навистина сме преоптеретени со тоа, премногу има работи кои се повторуваат цело време и скоро никогаш нема ништо ново. Така. Како претходник на сите усовршувања на електронските медиуми, телевизијата е се уште највлијателен медиум, главен инструмент во информирањето и влијанието на јавното мислење. Изречени невистини, шпекулации, говор на омраза, насилство на телевизиските канали. Како реагира на сето ова Советот за етика во медиумите во Македонија? Вака, јас како долгогодишен политички новинар и уредник во повеќе медиуми, можам да кажам дека сме правеле повеќе анализи на граѓаните за тоа колку тие веруваат или не во медиумите, меѓутоа мислам дека одговорите на децава ја сублимираат целата суштина на клучниот медиумски проблем во нашето општество. Тоа е немање на доверба. Значи, во неколку наврати беше споменато, прво дека не се верува на се она што ќе се слушне, а второ дека за да се оформи некоја вистинска слика за каква и да е политичка состојба во државата, мора да погледнете повеќе извори, значи да консултирате повеќе телевизии, повеќе медиуми. Тоа зборува дека граѓаните, децата, воопшто публиката не им верува на медиумите и тоа е голем проблем. Тоа значи дека ние како новинари сме потфрлиле во нашата основна задача. Затоа ако сакате говори интересот за студии по новинарство, например во мојата генерација, а не сум толку стара, имаше околу 130 ученици, тоа студенти кои што студиравме новинарство, сега таа бројка се десетина. И тоа збори за тоа колку е воопшто довербата во новинарството и како професија, интересот за оваа работа намален. Советот за етика се формираше во 2014 година како резултат на овие појави и како еден само одговор, една желба да се спротивставиме на овие појави, за да можеме да формираме, да зајакнеме медиумската доверба и воопшто новинарството и новинарските стандарди. Во Советот за етика работат новинари кои што се искусни, работат експерти од светот на комуникациите, односи со јавност, медиуми воопшто и се вклучени сопствениците на медиумите, затоа што и тие се многу важна алка кога се работи за професионални стандарди. Ние работиме по добиени претставки. Значи граѓаните или било кој што ќе види текст што не е напишан согласно новинарските стандарди, сега граѓаните не го знаат кодексот на новинари на памет, меѓутоа можат да забележат тоа што вие го споменавте, говор на омраза, насилство, повикување на насилство, шпекулација, некоја која што е лажна вест сега понова и слично, можат да пријават кај нас, да кажат кој е тој текст, кој е тој медиум кој што ова го направил, и ние, затоа што медиумите ни се членки кај нас, немаме значи санкции, немаме стапче со кое што ги казнуваме медиумите, меѓутоа имаме морални се тие казни, значи медиумот е должен да се извини. А тоа е сепак нешто, затоа што знаете кога имате медиум, кога сте новинар, голем сраме и голем неуспех, доколку се случуваат грешки ненамерно секако, меѓутоа доколку еднаш неделно или секојдневно или честопати ви се случуваат такви грешки, тоа зборува за вашата професионалност и вас ве девалвира како поединец, затоа ќе се трудите да работите професионално. Значи, нашата улога не е само санкциона, значи да казнуваме, туку е баш и едукативна, сакаме медиумите да ги научиме и да ги поттикнеме да пишуваат како што треба согласно професионалните стандарди. И децата кажаа дека сакале не икеле, политичките вести им влегуваат во главите. Во вакви општества кои што се на прагот на развивање, слаби демократии и така натаму, оваа мисија е тешка, меѓутоа не е неуспешна и со доволно труд и со доволно посветеност може да се работи на тоа. Така. Во наредниве минути да погледнеме кои се стандардите на информативните програми на македонската телевизија. Со глобализацијата светот доби нова динамика. Со тоа и пазарот за продажба на информацијата доби нова динамика. Тоа значи дека да се биде прв, да се продаде побрзо е важно денеска. Меѓутоа, македонската телевизија како јавен сервис не е и не смее да биде дел од тој пазар, бидејќи на тој пазар најчесто и најлесно се продава врз база на сензација. Сензацијата најчесто не ги почитува основните новинарски правила, не одговара на 5 основни новинарски прашања, со тоа се добива фейк информација или со тоа се добива полувистина.
Информативната редакција или правењето на вести е особено специфичен производ, бидејќи се добива многу кратка и мора да биде многу точна информација. Тоа значи дека треба да се прашаат сите страни за да се добие вистината. Ова го сватив колку е многу важно, особено откако станав родител, бидејќи информацијата која што вие ја пласирате, не знаете до кого допира, не знаете кој ја слуша и не знаете кај кого креирате мислење. Во време на светска импровизација, чест е да се биде професионален. Пред малку рековте дека нема доволно програми на телевизиските канали за вашата генерација. Ајде сега да ве видиме и на дело и да ми откриете вие самите. Кога би биле програмски уредник на некоја телевизија, што би промениле вие во телевизиската понуда за да им стане привлечна на младите генерации? Јас би променил начинот на кој програмите се представуваат или времето во кое се емитуваат. Например, децата отприлика се знае кога се враќаат од училиште, зависи од основно и средно. Средно има 2 смени и првата смена почнува од 7:30 и тука нема место за ученикот да гледа телевизија, но меѓутоа тоа може да се промени со тоа што ученикот кога ќе се врати дома, тој не седнува веднаш да учи, туку малце се одмара и во тој период, краток да кажеме од 30 минути, може да има некоја програма која ќе ги привлече децата да ја гледаат емисијата и да напреднат. Добра. Јас најмногу нешто што би променила би било самите програми кои што се даваат на телевизија, односно би давала повеќе програми кои што ги зафаќаат нашиве генерации, бидејќи општо програмите се само пример еве како за политика како што кажавме и мислам дека многу би било подобро да имаме повеќе програми во кои што можеме сите генерации да ги опфатиме. Моje мислење е дека повеќе детските и тинејџерските програми треба да превладуваат со забавен и културолошки карактер што не интересира нас, создаден од нас тинејџерите и треба тоа да превладува на посебен медиумски сервис и ако успеат некако да се соберат средства и да го водат студенти или средношколци, тоа ќе биде многу интересно и неверојатно. Исто таков пример имам од другари во Холандија кои водат свој телевизиски канал кој се емитува преку интернет и имаат своја телевизија, имаат доста следбеници и доста се популарни во Холандија помеѓу тинејџерите, помеѓу средношколците и студентите. Одлично, еве една креативна и паметна идеја. Повели? Доколку јас би била уредник, би додала некој програм, некој научен или некој за странски јазик за сите генерации кои би можеле да го научат со превод, независно од каков странски јазик, бидејќи тоа мислам дека ги интересира сите. Искрено, јас ако би била уредник на некоја телевизиска емисија, би направила баш да биде за нашата возраст, да не речам бидејќи се обрнува премногу внимание на малите, би направила некоја како за нас, која ќе содржи во себе забавни елементи, но воедно и едукативни, со која ние ќе се забавуваме, но и ќе научиме нешто, од кога ќе се одмориме и ќе поминеме време на телевизија која ќе биде паметно искористено и корисно за нешто, а не да биде нешто за безврска, да не речам. Моje мислење е дека во денешно време многу малку од децата читаат книги и јас доколку била уредник, тие книги мислам дека би било подобро да некако да има како да се изведуваат како филмови или нешто така, зашто мислам дека помалку се читаат книги во денешно време. Немаме време да стигнеме за се и премногу сме претоварени со нашето време и затоа мислам дека така е подобро. Мора да признам дека е навистина интересен овој предлог за екранизација на книгите. Ќе го слушнеме и размислувањето на ученикот. Повели? Јас кога би бил уредник на некоја телевизиска програма би направил некоја емисија во која децата ќе можат да го научат јазикот во кој е од нивна страна странски, едукативна и научна, и во која ќе можат и да се забавуваат и да научат нешто повеќе, како например за нас како тинејџери, бидејќи многу малку емисии има во Македонија како за нас тие што сме негде од 13 па се до 18 години. Така.
Одлично. По ова што го слушнавме, се надевам дека, всушност сигурен сум дека би биле одлични програмски уредници на некоја телевизиска куќа. Зошто да не и во иднина. Господја Синадиновска, меѓу овие деца можеби има и идни новинари. Па препознав многу мина. Која би била еве вашата препорака до нив? Мојата препорака е прво дека оваа работа мора да ја сакате. Мислам, секоја работа мора да ја сакате, меѓутоа во новинарството не се работи само по правила, ние зборувавме цело време за професионални стандарди и форма која што треба да се запази, ама тука има и нешто клучно што се вика емоција. Значи, вие мора да ја сакате, да го сакате новинарството. Новинарството не е професија во која што вие излегувате од дома во 8 часот наутро, се враќате во 4, тука завршува се. Доколку изберете да бидете новинари, треба да сте свесни дека ќе бидете новинари 24/7. Значи, и кога сте на слави, и кога сте на родендени, и кога сте на забави со пријатели, вие постојано новинарскиот порив и таа енергија ќе се носите со вас и вие ќе се чувствувате дека цело време сте на работа. Ќе барате теми на секаде, соговорници на секаде и таа е убавината на оваа професија, меѓутоа тука и онаа тешкотија затоа што практички ќе нема да имате онакво слободно време што е карактеристично за луѓето што си доаѓаат во 4 дома и завршуваат со работни обврски. Така, јас сум сигурен дека овие ученици ќе ги имаат предвид токму вашите препораки што им ги упативте сега. А за крај да погледнеме еден видео материјал кој што ни говори за телевизијата како медиум, за влијанието врз младите, за интересот, односно незаинтересираноста на младите за овој медиум. Телевизијата е аудиовизуелен медиум на кој 24 часа секој ден во годината се пренесува слика и звук од целиот свет. Споредено со другите медиуми, телевизијата е најпристапниот медиум за сите луѓе, вклучувајќи ги и децата и младите. Ако се земе предвид дека едноставно се вклучува со само едно копче, тогаш е разбирливо зошто телевизијата и натаму останува медиум кој влијае врз развојот, учењето и здравјето на младата публика и покрај паметните телефони и компјутерите кои се поофанзивно го окупираат времето на тинејџерите. Телевизијата нуди најразлични теми, од музички емисии до сериски филмови, од вести, едукативни прилози до репортажи и светски спортски првенства, и нивното влијание врз младите може да биде позитивно и негативно. Телевизијата може да ни помогне да бидеме во тек со главните случувања и да ги запознаеме значајните луѓе во светот. Преку едукативните емисии и квизови, учиме и повторуваме. Телевизиските емисии наменети за млади не се само образовни, туку и инспиративни. Телевизијата останува најдобар извор на информирање за различни спортови, а преку репортажите од екзотичните дестинации ни овозможува да патуваме и низ целиот свет. Но токму лесната и брза пристапност до различни содржини може да крие и опасности, бидејќи честопати на телевизиите има и визуелни сцени кои се штетни за младите и содржини кои може да предизвикаат вознемиреност, страв или забуна. Честопати прикриено, но и преку директно рекламирање со визуелни трикови, се нудат производи кои кај младите може да предизвикаат погрешна перцепција за себе, но и реклами во кои се нудат алкохолни пијалоци без да се нагласи ризикот. Начинот на кој се прикажуваат поедин цели одредена група го обликува погледот на децата и тинеџерите за себе и за другите. Доколку одредена група се представува на стереотипен начин, тоа може да поттикне предрасуди. Вулгарните сцени се исто така присутни на телевизиите, најчесто во реалните шоуа и музичките спотови, и се нагласува физичкиот изглед наспроти другите особини и способности, што може да ги поттикне младите да се проценуваат себе си само врз основа на нивната физичка атрактивност. За да се намали негативното влијание на телевизијата врз младите, телевизиите се должни да ја почитуваат законската обврска за одбележување на програмата, исто како што и младите треба да ги почитуваат правилата. Доколку го видите овој знак, време е за далечинскиот управувач. Почитувани, наша препорака е: гледајте телевизија. Телевизијата е медиум што информира, негува различности, шири култура, забавува, буди имагинација, го поттикнува образованието. Само за да бидете безбедни кога сте пред вклучен ТВ приемник, мора и треба да сте медиумски писмен.
Госпоѓа Синадиновска, ви благодарам за вашето учество во денешното издание на Медиатека. Навистина ни беше чест и задоволство да бидете гостин денес. Благодарам вам, честа беше моја дефинитивно. Така, огромна благодарност и за учениците од Основното општинско училиште Јоаким Крчовски од Волково, општина Ѓорче Петров и учениците од гимназијата Орце Николов, кои што активно се вклучија во денешното издание на Медиатека. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не проследивте и се гледаме во следното издание на Медиатека. Довидување.